Добар ден, почитувани. Од мене и исто така од мојата драга гостинка Ели Ристеска од земјоделската аптека в Италија, со која што денеска повторно ќе преговориме за теми кои што се поврзани од областа на заштитата на земјоделските производи, бидејќи сме во ек на раследување на одредени земјоделски продукти кои што бараат дополнителна заштита и превентива, пред се заради големите високи температури со кои што се соочуваме, а кои што како топлотен бран чинам дека уште неколку дена ќе бидат присутни, но тука сме за да посочиме одредени совети на каков начин можат земјоделците, пред се тутунарите и градинарите, да се снабдат со одредени препарати кои што се за заштита, но исто така и одредена опрема која што е потребна за соодветно наводнување, за да можат растенијата да опстојат на овие високи температури. Добар ден уште еднаш. Благодарам. Рековме дека температурите се движат околу 30 степен, увезрачењето е навистина високо, чинам дека е и денеска 8, што значи дека навистина на растенијата во ек на раследување им треба дополнителна заштита и превентива, пред се за да можат да опстојат на нивите на отворено, бидејќи барем за сега нема некоја најава за дождови и намалување на високите надворешни температури. Кои се вашите препораки како стручно лице до земјоделците кои што доаѓаат во земјоделската аптека в Италија и бараат совет од вас? Вака сега, како прво сакам да потенцирам дека високите температури си го направија своето. Почвата е набиена, така што нема водопропуслив режим и растенијата, културите почнуваат да венеат, пошто се на удар на стресните ситуации кои се поврзани со временските услови. Како најпрво, пред расадување треба да се употребат биостимулатори, што се најбитен фактор за да се подобри водниот режим, исто и вкоренувањето на културите, особено кај тутунот, пошто ние сме тутунарски град, а исто и кај пиперот. Од биостимулаторите би го отвоила Есера Тобако, значи земјоделците имаат перцепција дека и дилема околу џубрењето кај тутунот и останатите култури, но јас би го потенцирала Есера Тобакото, тој е најдобар биостимулатор кој конечно пристигна и во Македонија. Тој пред се обезбедува физиолошка работа и го подобрува физиолошкиот процес, исто и работата кај клетките на растението, исто и подобрува во вкоренувањето на растението, хлорофилната маса кај културата на тутунот исто така ја подобрува, што е многу битен фактор за да добие изразито зелена боја, исто и поголем број на листови. Исто така многу делува во стресните ситуации, пад на температурите, зголемување на температурите, од борба против штетниците и болестите. Го подобрува исто водниот режим, што е најбитен фактор, а исто така и работата на функцијата на микроорганизмите во почвата, што значи дека се сведуваат во хумусна материја на површинскиот слој на почвата, што е најбитен фактор за да обстои едно растение. Сега тука направат малку пропус земјоделците. Обично пред расадување се препорачува да се испрска од овај препарат кој секој земјоделец би посакал да го има. Исто така може и после расадувањето, првата недела, после 3 дена, да се испрска со препаратот за да не вене растението, туку да си го добија потребниот воден режим во почвата, а исто така и подобро да се вкорени. Рековме биостимулатор. Што тоа точно значи? Дали кажано на наши едноставни зборови, тоа значи поттикнувач на сите тие... Да, ги стимулира, го стимулира развојот, развитокот на растението во пораст, тоа значи му дава пораст, подобар квалитет, го одржува квалитетот, што е многу битно за да добијат во тежина, и во подобра класа, кој ќе го предаваат, во каде што му е склучен договорот за откуп.
Биостимулаторот значи е од амино, фулво и хумусни киселини, што се најбитен фактор, и да си го добија преку листот, пошто се pH вредноста на почвата е разнишана, како што спомнав и минатиот пат, земјоделците не прават калцификација, не проверуваат pH вредност на почвата, но овој препарат значи ги доловува сите тие прашања кои не му беа јасни на земјоделците и мислам дека ќе се препородат. Иначе препаратот е турски и Турција е нашиот партнер на доверба. Кај нив нема значи хемиски состојки, нема лага, сето е на органско растително потекло од 70 биодостапни минерали од природните благодети на Турција. Исто така препаратот содржи и азот, кој што е во дозволена форма, пошто азотот во поголеми количини е штетен значи за самата култура, исто и калиум кој му обезбедува значи во зрење и во тежина значи на листот. Аминофулвото и хумусните органски материи значи си го прават своето, кои што го заштитуваат во целосна количина растението. Аминокиселините значи тие се врз база на азот, јаглероден диоксид, што значи директно преку листот си го земаат растението, си ги земаат овие потребни елементи што треба значи почвата да му ги обезбеди, но поради високите температури и поради значи има почви доста сиромашни, што се набијани и нема воден режим, исто така со децени ставање на азот во почвата, самата почва станува набиена, односно алкална, и то со висок процент алкалноста, значи не може значи да си го обезбеди водниот режим, ствара јазли на растението и то не може да си ги обезбеди микроелементите и едноставно тоа значи смрт на културата, и доколку значи успее, нема значи добар квалитет, па потоа се бунат за класи и таква работа, но не може да обезбеда добар квалитет и да се пласира значи добар пласман, значи соодветен пласман да имаат со фирмата кои што го бараат значи тој квалитет, значи не може да му го обезбедат. Јасно. И тука е значи здраво и едноставно падот, значи економски пат, земјоделецот оживее. Јасно. Во однос на наводнувањето, дали при користење на овој препарат значи дека режимот за наводнување треба да биде намален или воопшто како што традиционално и досега зборуваме за тутунопроизводството, ќе се продолжи со тој режим на наводнување? Има ли потреба за повеќе вода растението ако се користи овој препарат или помалку? Значи системите капка по капка значи ги заставија кај тутунот, но јас би препорачала значи во вакви услови да се користат системи капка по капка што се најсоодветни и за било која друга култура, макар што и да не се користат системи капка по капка, овој препарат значи 70% значи балансира и сега значи ако треба да има 50% повеќе принос за разлика од користење на други препарати, со овој препарат доколку не користа систем капка по капка 20 до 30% повеќе принос, а доколку користат систем капка по капка 50% повеќе принос од за разлика од другите препарати. Овој препарат е досега многу посакуван и многу баран, што тешко беше да се увези, наете успеавме значи да се донеси во нашата земја и мислам дека земјоделците многу ќе бидат воодушевени и стварно значи требаше вакво нешто значи досега да се одамна да биде достапно за земјоделците во Македонија. Досега зборувавме за Есера Тобако, но од палетата на Есера има и други производи кои што се наменети соодветно и на градинарите, градинарството и исто така и за цвеќарството. Дали тоа значи дека се слични, односно пошто се разликуваат? Може ли Есера Тобако да се користи и за други растенија и кои? Есерата Тобако значи може слободно да се користи од растенијата сите што спаѓаат во групата на солонаци. Тука спаѓаат значи сончогледот, компирот и ред други растенија, значи кај нас тие се актуелни. А исто така и во цвеќарство, значи петуните, сурфините, тие се тутунарчина, значи
протекнуваат од тутунот, значи само што се во како цвеќе украсно. Овој препарат има широк пласман, а додека есерата плюс ете се покажа во житните култури, тој е многу добар. Есерата органика е многу добра за пиперот, а исто така и есерата плюс за пиперот, значи за сите останати градинарски култури есерата плюс и есерата органик, а исто така имаме есера врз база на калиум, врз база на калциум, што се многу потребни за и кај тутунот и кај пиперот. Калциумот се знае и калиумот, значи калиумот за зраење, калциумот за вкоренување и доколку значи од него користат навремено дојдува до скапување на пиперката и калциумот го спречува тоа. А доколку значи од расад до готов производ, значи се користи калциумот како што треба, нема да дојде до такво нешто и да се соочат со тие проблеми. Кога се препорачува да почне да се употребува во градинарството и во за останатите растенија? Значи на леите па се до расадување и во текот на вегетацијата, значи цело време се додека значи не се добија готов производ. Исто и за есерата тобако. Истото значи. Исто така дезинфекција на почвата многу слабо прават, значи треба да се прави со контактни инсектициди, за да не дојде до пошто ова сушна година че има прилив доста на инсекти и штеточини и требаше да се направи, мислам сега е актуелно, баш сега е расадувањето, препорачувам да се направи дезинфекција. Исто така и со бакар, врз база на бакар, фунгицид, значи да се направи дезинфекција на почвата. Ама есера тобако, значи и да не се направи, че го заштити делумно, значи 70% заштитено е значи растението. Прашањето во однос на употребата на препаратот. Дали може да се применува заедно со инсектициди, бидејќи рековме во случајов потребно е да се направи превентивна заштита? Да, слободно. Значи може да се употребува со сите значи инсектициди, само што не користи инсектицидите, значи целосно палетата. А од страна на фунгициди, тие што не користат, што не содржат бакар. А тие што содржат прочистен бакар може слободно значи да се мешаат. Еве на пример јас би го издвоила курамето. Курамето е во IP програмата и тоа е значи еколошки и е многу добар фунгицид. Тој е со прочистен бакар и цимоксанил, но малку значи е поинаков од другите досегашни. Толку е прочистена значи материјата што спаѓа веќе како еколошки и е во IP програмата значи внесена и е за сите култури. Од тутун па до пипер, лозарство, овоштарство, значи буквално за сите култури. А и есерата органика за сите култури и да издвоиме и овоштарството, значи го заборавивме и органико и есерата може слободно да се користат и за овоштарство. Значи, се применува со прскање на растението, бидејќи прима преку листот, како препарат Да, најдобро е сега преку листот, пошто нагласивме дека почвата е веќе премината во алкална, кај 80% од површините на пелагонисково подрачје. И многу сгрешија, многу рано го насадија, мислам ги посеа леите, сега веќе многу останаја без расад, што е многу жалосно, али не ги слушаа препораките значи, од страна на стручни лица и сега со тоа вода борба да дојдат до расад. Иначе, најдобро е да се применува преку листот, пошто почвата е набијана и од овие сушни услови водниот режим не е значи добар, не може фотосинтезата добро да се обавува, вкоренувањето исто и за да направи значи баланс и да го заштити растението од овие стресни услови, значи овој препарат е најсоодветен и најкорисен, значи незаменлив за разлика од другите досегашни препарати. Цената е многу значи достапна, економичен е, значи што може секој да си го дозволи. Рековме дека првпат доаѓа овој препарат кај нас. Зошто толку време требаше, со оглед на тоа што Турција е препознатлива по производство на вистина квалитетни препарати за земјоделството? И уште едно прашање во однос на тоа,
дали сите препарати од палетата на Енсера се на база на органски производи, Да, елементи. чисто органски. Значи нема тука забуна, нема никаква хемија. Ете и беа испробани, опитите беа извршени во Етиопија. Етиопија, знаете, спрема Македонија, која е голема разликата. Али ете таму ги насмеа земјоделците, имаја доста и од тутун страна и од други култури, има приноси што е многу задоволително за таа земја. Јасно. Во однос на, рековте дека земјоделците можеби некои се информирани, можеби некои не се, но знаат ли земјоделците што да примерат како превентива? Кои се најчестите прашања кои што се упатуваат до вас во однос на советите што треба да им ги дадете во овој период од годината? И во однос на тоа колку се информирани и не се, би сакала да ве запрашам, што препорачувате, традиционално или модерно земјоделско производство, а пред се ова го мислам на наводнувањето. Многу тешко некако системите за наводнување капка по капка кај нас се применуваат, се уште има систем за наводнување од бразди. Која е разликата? Систем наводнување со бразди, со прскање преку лист или систем капка по капка? Разликата е голема. Јас би би потенцирала сепак одиде напред, технологијата е веќе поразвиена и модерното производство секогаш е на прво место. Сега систем прасти во бразди, водата истекува и не си го добива до потребната вода на метар квадратен. На системот капка по капка, тој си е опреден, си знае колку вода да си земи растението, си го регулираш и самото растение кажува, системи преку преку листо наводнување и тоа е добро, ама тоа е на почеток, тоа може еднаш да се обави. Доколку системот капка по капка може цело време да си применуваш и прихрана и наводнување и се. Од тутуно расти, ќе ги скршиш тракоите, не може дури помал тутуно, се знае после првата берба најдобро е прскање. Сега после ако се соочат со болести, со штетници, со такви работи, тутунот кога ќе порасни не може да влези амортизер. Тогаш одат со прскалица, што е многу потешко за разлика колку прскалици му требаат за да успешно се обави таа операција. Во однос на останатите земјоделски култури, актуелна кај нас е во моментов индустриската култура сончоглед, бидејќи во Пелагонија навистина годинава има, за разлика од лани и минатите години, поголеми површини под сончоглед. Кои се вашите препораки во поглед на превентива и заштита и на џубрување за прихрана, за да може растението да добие и на количина и на вредност она што се очекува од сончогледот? Она што се очекува од сончогледот, прво да потенцирам. Сончогледот спаѓа во фамилијата на солонаци. Тоа е истата фамилија како тутунот. Сите препарати што се врз база за тутунот, тука се и за сончогледа. Прво препаратите се регистрираат за тутун, таму се испитува, па потоа мислам за сончоглед, а потоа се применуваат на тутун. Таа е дилемата да ја разрешиме. И така да Есера Тобако може слободно да се употребува и за сончоглед, што досега единствен препарат со 70 биодоставни минерали од благодетите на Турција. Досега немало такво нешто и се стварно и е стварно погоден. Дури овој препарат може да ги замени основните минерални џубрива. Така е сведена технологијава. Надвор од Македонија веќе се употребува основни минерални џубрива веќе во заборав останува и овој препарат е за да замени се. И да ја збогати почвата, од почвата сама си има микроорганизми кои може да се претворат во хумусна материја. Овој препарат го обезбедува тоа. Други микроорганизми за да живеа во почвата, што се потребни за растението, да му обезбеди доста други органски материи произведува со нивната функција. Овој препарат му обезбедува на тие микроорганизми да обстана во почвата. Почвата
почвата да не биде сиромашна. А исто pH вредноста што е најбитна, значи да се чим е водопропустливоста значи добра, тогаш и pH вредноста се подобрува, частичките значи на pH вредноста, мислам на почвата, најбитно е значи да биде во добра форма, а овој препарат го обезбедува тоа. Тоа е мислам дека најбитно што треба да се обезбеди за една култура. Пред се значи кај што се сади, значи битна е почвата за да се развие една култура. И да се развие кореновиот систем. И така, кореновиот систем за да се развие, после ако се развие кореновиот систем, тогаш таа култура значи отпорна за сите останати стресни услови кои може да ни ги приреди времето. Во однос на употребата за сончоглед, дали употребата на овој препарат, дали е иста како за тутунот во однос на количеството? Да, значи во текот на вегетацијата, значи дава подобар квалитет и принос. Исто така му обезбедува подобар коренов развој, фотосинтезата, значи е добра од за едно растение, значи најбитна е фотосинтезата која создава хлорофилна маса. А и друго, значи што обезбедува овој производ, значи има калиум. Калиумот е многу битен кај исто кај сончогледот, значи за да се оформи цветот и тоа е значи за да се добие добар продукт. Јасно. Пред крајот на разговорот јас би запрашала во однос на подготвеноста на земјоделската аптека в Италија за целата таа опрема која што е потребна во овој момент за земјоделците за да се снабдат и во поглед на системи за наводнување и во поглед на пластеници, бидејќи се подготвуваат и за сушење на тутунот и пластеници како оранжери изборуваме. Дали располагате со сите можни опреми кои што се потребни и да бидат достапни до земјоделците и што е она што најмногу го бараат земјоделците во овој момент? Во овој момент најмногу го бараат земјоделците, значи да ги заштитат леите и да бидат добри за расадување. И почвата значи да му да биде значи добра за да почнат со расадување. Грешка направија земјоделците секогаш кога ќе почне растението да покажува значи негативни показатели, тогаш значи се обраќаат. Иначе пред тоа добро ми е мене растението, се е супер и му кажувам, ама по 3 дена ќе се зголема температурите или ќе се намала температурите, значи нема да биде добро и ќе се врата по една недела, вика стварно, значи сега како да го решиме проблемот. Проблемот многу е подобро да се реши на почеток, отколку значи кога ќе се заболи растението, значи тоа што умира, значи умира, а да го спасиме останатото. Значи тука е проблемот кај земјоделците што не навремено значи ги прскаат фунгицидите, не навремено значи прихрана. Оти прихраната значи се употребува на добро заштитено растение, значи леите мора значи на почеток да се заштитат со фунгициди, ради тоа што на крајот со инсектицид значи за да биде отпорно, да биде заштитено кон штетници. Оти ако не ги заштити навремено, значи тоа ќе почне значи да се јавува други негативни показатели што не би требало и како расат ако немаме добар расат, значи и на нива значи че немаме добар квалитет. Тоа е сето во склоп и многу е битно што некој се во дилема, вака сега кога ќе прскаат значи на леите, јас убаво му кажувам, значи после значи прскањето убаво да си го исплакниш за да не остане на листо, пошто тоа остава траги и се јавува фитотоксичност што може да доведе до послаб квалитет. А и друго растение, вика ако го испрскам растението, мислам ако го полеам, после значи што ќе остане, значи преку кореновиот систем, самото растение си го прима, значи одредена си ја прима заштитата преку ксилемо и флоемо, значи растението си има како и човекот што е изграден, како единка и растението си има свој орган. Сега ова обезбедува и не може да дојде до привремено затворање на стомите, што се многу битен дел
Оти водата кога ќе испарува, значи стомите се тие кои го регулираат значи испарувањето и како кај нас кожата што поти, така и кај растението, значи си го изфрла си непотребната вода изфрла во вид на водена пареја. Сега доколку стомите се затвора, растението значи почнува да скапува. Се појавуваат и гази. Ете така. Ова тому обезбедува на растението овој препарат. Поврзано со употребата на препаратот, дали има јас би рекла некаква врска кога се употребува овој препарат, пред или после наводнување на растението, бидејќи рековме сме во ек на расадување. Значи за сите препарати јас вака би препорачала. Секогаш значи пред да се третира со препаратот, не се наводнува растението 2 дена, за подобро да се впија во кореновиот систем. И затоа, значи, после тоа се плакне и то многу ќе му биде достапно, значи, во кореновиот систем. И тогаш прави бомба во почвата. Значи, го активира водниот режим. Фотосинтезата ја подобрува, во пораз подобрува и едноставно добиваме во квалитет отпорност кон стресни ситуации. Тоа значи дека и заради овие високи температури и стресните ситуации заради големите температурни разлики може овој препарат да помогне со оглед на тоа што е стимуланс кој што на некој начин го поттикнува растението подобро да ги прими тие течности кои што се носат преку препаратот. Дали сум во право? Да, овој препарат значи точно подобро, значи зато е биостимулатор. И имаш хумусни, минерални значи материи, аминокиселини, фулвокиселини што се многу битен значи фактор за развиток на едно растение. Значи ја подобрува почвата значи на растението, ако ќе е подобрена почвата, развитокот е значи подобар кај растението и кај се било која култура. Ова е единствен препарат, значи ќе напоменам, што прави толку голем, што е најдобар подобрувач досега, значи и достапен во Македонија, значи досега ни немале ваков подобрувач и што ги подобрува, значи многу работи, ги регулира, значи сите работи и тоа е едноставно како кај едно бебе, кога ќе му дадеме на почетокот нели се дава витамин D, калциум за коските, за да се развија детето како што треба. И ова истото, значи и то на органска база, досега ни немале 100% на органска база, сето било реклами и комерција. Ви благодарам за гостувањето и за искрените совети би рекла, бидејќи земјоделците и знаат да проценат кога некој е искрен совет и како што рековте сега кога е искомерцијализиран. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Ние разговаравме со Ели Ристеска од земјоделската аптека в Италија за се она што е потребно во однос на совети во ова време кога високите воздушни температури прават навистина големи штети и при расадувањето на тутунот и градинарските култури, но исто така кои се начините за превентива и заштита на земјоделските култури во овој период навистина кога има големи температурни разлики од една страна, од друга страна веќе сме на почеток на појавување на одредени штетни инсекти кои што делуваат на растенијата во нивниот ек на развој. Благодарам уште еднаш, а ние ќе останеме секогаш во контакт за совети за земјоделците, бидејќи Пелагонија е препознатлива по земјоделие, особено по тутунопроизводство и градинарство.